Студиската посета на Словенија беше во организација на швајцарската агенција за развој и соработка Helvetas, како дел од нивниот програм наречен E4E, односно едукација за вработување. Значи, целокупниот организација, патните трошоци и останатите активности таму беа во нивна организација. А додека партнер училиштето, училишниот центар од Нова Горица го одбравме самите како резултат на нашите активности во мрежата за извонредност на Европската тренинг фондација од Торино, која што представува агенција на Европската комисија за унапредување на стручното образование во земјите од Европската унија. Киро Бурнас, откако стана регионален центар за стручно образование, е, да кажеме, лидер во реформите во стручно образование во нашата земја. И сите овие позитивни искуства што ги овозможува Европската тренинг фондација да со размена на искуства со такви регионални центри кои што се на малку повисоко ниво развиени во Европа, се од големо значење за нас да ги примениме тие добри практики во нашава средина. Словенскиот центар е центар кој што веќе си има стекнато со извонредност. Значи, за да се стекне некој центар со извонредност треба многу критериуми да задоволи. Тие се развиваат веќе 20 години, од 2004 година во тој правец, додека ние, да кажеме, се уште сме почетници во таа насока, така да имавме многу што да видиме и да научиме од нив. Се разбира тука и можноста за пристап до европските фондови, кои што за нив е значително поголема во однос на нас, меѓутоа и ние имаме јасно поставени цели пред нас и ние се стремиме кон таа извонредност, со стручна професионална работа, со јасно поставени цели во иднина, верувам дека и ние ќе постигнеме такво ниво. Што да кажам, се уште сме под импресии од што туку поминатата посета во школскиот центар Нова Горица во Словенија, навистина многу значајна посета. Целта на посетата беше да се запознаеме со позитивните искуства и добрите практики на словенечкиот регионален центар, да размениме идеја и да ги усовршиме нашите вештини. Во рамки на посетата посетивме неколку стручни училишта за стручно образование, образование на возрастни, нивните училишни кабинети, лаборатории, училници и така натаму. Дека навистина бевме на вистинското место, говори тоа дека овој регионален центар што туку се стекна со значка за извонредност доделена од ЕТФ. Регионалниот центар го одбравме токму поради сличноста на струките кои што постојат во нашето училиште, а за кои што ние сме номинирани како регионален центар, како што се земјоделско-ветеринарната струка и хемиско-технолошката струка. Во дел на овој регионален центар постои исто такво училиште, биотехнолошки центар, каде што токму се сместени овие две струки. Таму посетивме значи како е опремено училиштето, нивните кабинети, работилници, училници, исто така како се организирани насадите. Имаше училишна компанија која што се занимаваше исто со садење на винова лоза, потоа имаше за зеленчук, за овошје. И исто така тука се вршеше и преработка на виновата лоза, односно добивање на различити типови на вино. Нешто што сакам да споменам, втората причина зошто бевме ние во посета на овој центар е токму она организираност, секторите кои што постои во нашето училиште, за кои што беше организирана обука секојдневно по сектори. Еден од тие обуки, еден ден за кој што беше организирано е токму образованието на возрастни, за кој што мене лично ме интересираше таа обука, каде што образование, од таму се стекнавме како да изработиме нови наставни програми за возрастни, меѓутоа не само за преквалификации кои што ќе траат обуките од 6 месеци, туку и за брзи обуки кои што ќе траат и до 3 недели,
за да се изврши некоја квалификација каде што добиените учесници веднаш би можеле да се вклучат во пазарот на трудот. При оваа посета склучен е меморандум за соработка меѓу двата регионални центри, кој што е од големо значење и еден од важните фактори за постигање на индикаторите и критериумите за квалитет што треба да ги исполни нашиот центар. Соработката се темели на сите сфери на работењето на нашиот регионален центар, значи сите сектори, почнувајќи од формалното и сите останати кои што ги има. Јас само сакам да додадам како раководител на сектор за наука, иновација и економија, дека имавме навистина прекрасна можност да видиме посебно делот и нивниот центар кој што предњачи односно представува лидер во зелената транзиција, иновациите, роботиката, вештачката и интелигенција во нивните работилници, кабинети и сите тие демонстрации и нови трендови за одржлив развој и за таа зелена агенда беа демонстрирани од страна на учениците во регионалниот центар и нивните ментори, односно наставници.